Иако практично новиот режим во сообраќајот започна да се применува од 11 февруари сабота, денеска во услови на зголемена фреквенција беше првиот вистински тест на неговото функционирање. Токму поради тоа беа поставени препреки на определените улици, потоа сообраќајни знаци и хоризонтална сигнализација за правецот на движење. Па сепак голем дел од возачите беа затекнати од измените и воведувањето на насечно движење, што создаваше гужви на поедини крстосници и кај кружниот тек. Токму затоа припадници на сообраќајната полиција стоја на критични места заради регулирање на правецот на движењето со укажување на возачите да внимаваат на новопоставената сигнализација. Граѓаните кои беа сведоци на движењето на возилата според новиот режим, позитивно се изјаснуваат за еднонасочното возење кое според нив ќе ги намали гужвите. Па секако дека ќе се подобре, бидејќи паркираат се од страната и не може да се вози на двете страни. Пофина е вака. Тоа нешто е подобро, но на некој па нема да е подобро. Ќе се буни. Да потсетиме дека сообраќајот на улицата ВМРО Пранеш на Маршал Тито се одвива во еден правец во насока југ-север, односно од војниот мост кон плоштадот, а на кеј на револуцијата во насока север-југ од плоштадот кон кружниот тек. Сообраќајот на улицата Доктор Николич оди во правецот Црвениот крст до управната зграда на комуналното јавно претпријатие Водовод, а на Илинденска во правецот црквата Свети Ѓорги до Црвениот крст.